Иако дождот во Струмичко не беше толку интензивен да доведе до поплави какви што беа пред речиси 3 години, сепак дел од земјоделските површини повторно настрадаа. На удар се дел од посевите засадени со пролетна зелка. Некои земјоделци од Струмичко Сарај стравуваат дека нема да ги имаат потребните количини и квалитет, бидејќи за непол месец треба да ги берат и првите количини на зелка. И времето гледаш на временските услови, от една страна само моментално на земеделието не помага. Унатре половината зелка и повеќе ни разсипана од вода, шо поплави. Разсипа се. И таа е, шо да кажем, земеделието под облак живееш, скапија таа голема, ѓубрината се скапи, цената не знаеш каква ќе биде на земеделците, ништо не ти загарантирано. Почетна цена била 40 динара. Кој има сега да сече на 40 динара зелка? Тие сега и колко да изброме? Тие са брат луѓе шо ќе сечат. Ако ќе фанеме наглум да има зелка, за цената нема ништо да се знае. 10 динари и на кој сакат ќе дадат. Ако имаш вујко, ќе те зема. Ако немаш вујко, ќе си стане и унивата ќе испука. Струмичките земјоделци се загрижени за да не дојде до нови врнежи од дожд, бидејќи како што велат, расадот може и целосно да се уништи. Според нив, трошоците за производство во тој случај никако нема да можат да ги покријат. Шо за гарантирано за нешто што работиш, самачеш? Не може да исплатиме сега ѓубријата што има ние земено. Бореме се земјоделци, самачеме. Земјоделието, ако некој го прифате, много е мачно, не е изплатливо. Ама ако немаш друг услов, шо да се работа, значи си одлучен на това, мораш да го работиш. Пласман државата некако, да не говориме, може нешто ќе грешиме, што ќе кажеме, ама државата не ни заинтересирана за нешто за земјоделците, да им најдат на производството пласман. Са тај што искарал по-рано, 40 ќе даде. Ами тие што ќе скараме последните, што ќе правиме? Со 10 динара може да се покриш ти? Трошковото? Не може да ја покриш. Ами фамилијата дома? Со што ќе останеш? Това ти за цела година. Не ти само да речеш тај месец. Ами за цела година што треба да преживееш. Инаку дел од земјоделците од Пиперево и Банско веќе ги набраа првите количини на пролетна зелка под пластеници.